Поштовани гледачи, добре дојдовте. Ново издание на Агроспектар, вашата емисија која ве едуцира и информира за квалитетно земјоделско производство, така ќе биде и во ова издание на емисијата. Можеме да кажеме дека променливото време и понатаму е изразено, меѓутоа метеоролозите прогнозираат дека тоа ќе биде до крај на оваа недела, а потоа следи и стабилизација на времето и повисоки температури. Како дождот влија и како сите овие промени се одразуваат врз земјоделските култури, ќе слушнеме во емисијата, ќе понудиме новина од фитофармацијата, а ќе дадеме слика и на актуелните состојби во аграрот. Со нас е професор доктор Исто Вучков. Добро ни дојдовте. Добро вене до вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Значи, она што е карактеристика на времето е дека тоа е променливо, нестабилно и понатаму со чести приврнувања во одделни реони од земјата и врнежи од град, меѓутоа еве во Тиквешијата засега имаме само убави врнежи или убав дожд, што би рекле земјоделците. Како се одразува сето ова подолга нестабилност, приврнување врз земјоделските култури? Точно е тоа, еве оваа елаборација која дадовте за времето, јас ќе ја надополнам со онаа што го изборевме на секоја од предходните емисии. Значи, не случајно го взимаме времето како прв осврт во овие емисии, точно од причина што дефинитивно времето е одлучувачки фактор за обстојбата во аграрот. И сега, кога збориме во тој наш аграр во мали размери, бидејќи следливоста ја имам во светски размери со глобалните климатски промени, навистина ние од година на година одиме кон еден колапс, кон еден навистина непријатен чин од страна на времето како неприлика. Ова недела сигурно сте сведоци во медиумите, имаше она што повторно сега се случи во Србија, вонредна состојба во цела Србија се даде, бидејќи поплавите до првиот кат на куќите, сето тоа е со вода. Тоа е навистина нешто голема трагедија и големи загуби во овој период на вегетација точно во земјоделието, но и за општо функционирање на човекот. Што слушнавме друго, кое е изненадувачко во светски размери? Во Австралија 10-15 сантима снег. Тоа го видовме на медиумите и тоа нешто не се случува секогаш. Но таквите изненадувања се присутни. Кај нас, еве ова што го ние имаме, таа една шареногликост по однос на веќе изразени микроклиматски разлики, е евидентно и го доживуваме. Разговарав со колеги од Битола, имат преку 40 литри по метар квадратен. Дожд. Струмица, малтене, како да е без дожд. Дојранско-гевгелискиот, Богданскиот, Валандовскиот регион, исто така има некои локални местимични врнежи од дожд. На некои локалитети веќе имаме таа најава на град. А градобитноста сега, бидејќи има најава на зголемување на температурите и секој облак што ќе се јави, тоа ќе е градобитен носител и ќе имаме големи штети. Што на тоа поле воопшто ништо не е направено по однос на заштита на земјоделското производство. Значи, времето, кога го обсервираме, гледаме дека тоа, наместо сојузник, со своите непријатни дејствија, или премногу дожд, или град, или оние ветрови кои на вистина веќе загрижуваат, се присутни и во Република Македонија. И сега, со еден збор, таа шареноликост која имаме, во некои локалитети уште треба врнежи од дожд. Во некои веќе Битола со оние претходни врнежи кои ги има околу 5-60 литри и сега 40 преку 100-120 литри имат по метар квадрат. Тоа е веќе добра сума за поскрбен капацитет, за полнење на браните и спремни да бидат и луѓето и вегетацијата комплетно за оние пеколни горештини кои доаѓаат во јули, август и така натаму. Она долгорочна прогноза мене ме загрижува што пак најавува еве сега еден краток период на консолидирање на времето,
а консолидацијата ја декларираат со зголемување на дневните температури, а тоа е нормално, малку сончев зрак да има, тоа е веќе се појак, бидејќи денот е веќе над 15 часи и 15 минути. И тука, сега ние имаме еден екстремен дел со оние градобитни облаци кои се формираат и високите температури, крајниот епилог е градобитност. А за тоа, ние не сме спремни. И ако дојде градот, јас само знам дека ќе имаме ненаместливи штети, кое нешто најмалку ни е потребно во овој момент. Со еден збор, времето како фактор сега и врнежите од локален карактер, каде што имаме заврнување на дожд, па пек. Тие температурни разлики се за инфективните појави на одредени болести. Фантастична работа. И веќе на повидок, точно од времето, може да очекуваме поголема експанзија на пламеницата, уште поголема на пепелницата, бидејќи така спарното време и топлото време за пепелниците и повеќе одговара отколку за пламениците. Бидејќи пламеницата, доколку има сончев зрак и е температурата 30 степени, тука колидиите кај фикомицетните габи не можат брза инфективна генерација да направат. А кај пепелницата тоа е евидентно и тука може да има и текако големи последици. Но за тоа покасно ќе кажеме кога сме кај она точка се завинувата лоза. Да ја отсликаме и состојбата во аграрот. Многу здруженија во Македонија кои што се декларираат дека работат во интерес на земјоделските производители, таква е и Федерацијата на фармери. Како работи оваа федерација? Дали сметате како стручњак од областа на аграрот дека целта за која што е формирана оваа федерација е исполнета и делува исклучиво во насока на интерес на изачувување на македонскиот аграр? Прашањето ви е добро. Таа федерација, бидејќи сум повеќе од 40 години во тој наш аграр, таа федерација од поедини ентузијасти и добри земјоделски производители кои имат големи површини и се прави стопанственици и земјоделци, таа федерација имаше една своеврсна функција да комуницира со власта, да комуницира со решавање на проблемите на теренот. Што се случи? Длабока партизација во таа федерација, која партија е на власт, таму се постават луѓе, по некои основи со проекти се злоупотребуваат многу средства, дали тоа шведски проект, дали друг проект, и тие поединци кои таму манипулираат со федерацијата, ама далеко е од таа функција која треба да ја имат. И сега гледам за овој законот. Федерацијата треба прва да излезе, да даде налог како членови на федерацијата кои ќе го штитат аграрот. Федерацијата треба да даде налог или предлог на власта да едноставно со наредба поцртана со црвено дека никој од мајка роден не може да трансформира првокласно плодно земјиште во градежно. Не влада, не председател, ама токму никој. Тоа беше во бивша Југославија. И одеа во затвор луѓе што ќе се дрзнат да дадат трансформација на плодно земјиште кој треба да ствара храна за генерации кои идат, тој да го трансформира, да се направи некоја барака, шупа за шиење на фармерки за Грција или за правење на кутивчиња за фармацијата амбалажа на првокласно земјиште и дека ќе се запосле толку луѓе и ќе има толков профит. Тоа е апсурд, тоа е една длабока политизација, една тотално обезвреднување на онаа содржина за која се ние залагаме. Јас како стручњак 40 години сум во тој аграр, сакам аграрот да биде стожерот на нашето општество за подобрување на стандардот, а не 70% од младите избегаа од нивата. Зошто? Затоа што субвенциите се ненаменски, затоа што се прават многу малверзации и младиот човек, трговската сфера обезвреднува трудот. Еве сега, ова недела, зелката дојде до 4 денари по кило. Сето тоа што беше еден восхит од првите откупи што беа, падна во вода.
Значи, континуитетот го нема. Динамиката ја нема, што во кој период за нашиот пазар, за европскиот пазар, може да приушти Македонија со добар профит и добра добит. Тоа е тотално обезвреднето и сега Федерацијата, гледам, излегува со некаков став, кој е навистина бедно. Демек, жената ќе добие некакви субвенции ако е на надморска висина над 800 метра. Ако е под 800 метра, нема да добие субвенции. Или друго, демек, Федерацијата се залага, пазете сега, таму се инкорпорирани луѓе кои се далеку од теренските, од вистинските состојби во тој наш аграр. Ние збориме генерално за чувување на првокласната земја, која треба да раѓа. Федерацијата, ставот и предлогот кој го дава е дека на тие површини може да се градаат објекти кои ќе доработуваат праски, ќе доработуваат сокови од јаболко и така натаму. Абсурд на нашето време. Значи, таму не се стручни лица, не се практичари, нит се од теренот да сватат дека таквата фабрика треба да се изгради на 6-та класа земја, а од првата класа да не се пипка, од таму треба да дојде производот кој треба да се доработува таму. А тие вика, на тие површини вика, не може да се градат други објекти, него за доработка на таквите производи. Што корис од доработката кога ти го блокираш веќе со цемент производството и типот на почва ја уништуваш со цементирање и правење на таков објект. Или и други за пчеларите. Велики им се даде таа површина, иако пчеларството се знае, локацијата спрема експозицијата на теренот треба да биде укосена во планинските реони на тие типови почва каде што нема можност да се одгледува друго. Се стави кошот, се носи на паша и така натаму. А тие сакаат да имаат прва класа земја и тука да отстават кошот од пчелата. Значи, со еден збор, таму, таа номенклатура која е во Федерација, тоа треба да се одма целосно прочешла, но од стопанственици, од земјоделски производители кои произведуваат храна, кои знаат што значи квадрат, квалитетна површина која треба да ствара за генерациите кои идат. Република Македонија едино може да се надева на добар стандард кога на аграрот ќе му се даде суштинскиот дел, а тоа е стратешки квалитетен развој со зачувување на плодното земјиште, со одгледување на култури према типот на почва, према временските услови во регионите кои ги произведуваме. Тоа го имаме многу пати зборено. Ако имаме најквалитетни услови во ресен за јаболкото, ако најквалитетни услови имаме за градинарските култури во Струмица, Кавадарци е познато во светот со најквалитетно грозје, а не со извоз на фероникел за странство. Кој фероникел го увезуваме, рудата ја увезуваме од Гватемала или од друго место. Каде што таа наша житница ќе даде во Битола еден квалитетен принос, од кој секоја година ние, ако ви кажеме, имаме декларација на земјоделска земја, а увезуваме 60% од житото. Лебот насушен го увезуваме. Каква земјоделска земја увезува леб? Тука има големи нелогичности. Ако јас имам така сознание што се увезуваме, а која можност ја имаме тука да го произведуваме. Значи, ја немаме стратегијата и го немаме редот на нештата да се организира народот да го произведува тоа. Еве со една банална актинидија. Ако ви кажам дека даваме тешки девизи за увоз на актинидија, а само Струмичкиот регион преку 2, 3 и 5000 тони може да успешно одгледува најквалитетната актинидија, под 2-3 тони сигурно може да се извезува од Струмичкиот дел, од Смолари до границата. Таму е место каде што актинидијата и најдобро успева.
Или за калинката кај и јапонското јаболко во Валандовскиот регион. Ние треба да бидеме лидери на европскиот пазар. А не оваа година луѓе не ја береа фактички јапонското јаболко. 8-5 денари по кило. Тоа беше една бедна работа и дел од луѓето велат јас повеќе не ја произведувам. Тоа никој мува не го лазе да каже чекајте. Калинката треба да биде бренд на европскиот пазар. Јас во Швајцарија кога видов 4-5 франка кошта една калинка добро пакувана, еден плод. А они ја откупуваат малтене бесплатно од ова. И не откупуваат чак, не се организираат. Значи, со еден збор не знаеме да си го ценеме квадратот, плодна површина, која успева скоро се од тоа што е храна, што е екзистенција, кој е нешто во светски размери во догледно време ќе биде најјакото оружје. Ние сега, секоја година, ако ви кажам, од обработливите површини, колку губиме со таа несоодветна трансформација, со тие индустријски зони покрај градовите. Тоа е катастрофата за Република Македонија. И пазете сега, да не мислите дека има тука некоја корпорација на политика. Јас сум тука целосно дистанциран, дали предходните или сегашните политичари. За жал, влегол тек во политиката и он се сматра за политичар, каде што гледа што е личниот интерес и друго ништо. Тоа не е сега за оваа гарнитура или за предходната. Од осамостојувањето на Македонија ние го имаме тој чин. Видете само една логика, една вистина. Колку и кои министри ги имавме ние во последните 15 години. Или правник, или адвокат, или роботичар, или комунален работник, или друг некој профил од Дуи што беше Садула Дураков, кога знам кога вентилите ги затвараше во Куманово. Тој беше министер тогаш. Значи, ние немаме ниту една постапка да кажеме, еве, од Кавадарци има истакнати луѓе стопанственици. Да застане на аграрот и за тие 4 години да му се даде прилика да таа трајна стратегија. Кавадарци, не да има луѓе кои не ни уште платено грозието. Во Ресен, трагедија, пола денар, еден денар е болкото. Во Струмица, еве сега има еден колапс на разочарување, доматата уште не скината, обезвреднета, а човекот потрошил 400 кубика дрва да дојде до плодот. Тие се евидентни работи. Таа зелена мафија, тука дел од тоа политичарите, Министерство за економија, за земјоделие, тука нема кохезија која ќе каже аграрот е се што имаме, да му приуштиме тоа што го заслужува и да околу него екзистираат овие прави министерства. Министерството за финансии ќе биде радесно, знаете кога? Кога имаме зголемен физички обем на производството, кога има обрт и финансиите тогаш кога ќе дојдат парите. Да. И тоа јас ќе ви кажам еден беден пример, вистински. Во Струмица, кога производителите се зема некој денар од зелката, мене доаѓаат оние конфекцијски дукјанчиња. Професоре, сакаме да ве почастиме. Викам, а што мене ќе ме части? Вика, вие помагате на земјоделците. Кога земјоделците земаа пари од зелката, дојде на внукот, купи фармерки, купи патеки, купи гардероба и вика, кај нас почнува раздвижување и доаѓаме до денар. Чим земјоделецот немаме и ние. Дали тие луѓе што се стават на власт, што се во власта, воопшто одат меѓу народот да видат дека суштината е стварање на физички обем на производство, средување на ова земјоделско производство, и ангажирање и мотивирање на младите земјоделски производители неформално. Зелена нафта цела година, луѓето викаат, професоре, зошто не лажат како мали деца? Подобро не ја кажувај,
него направија дека од утре земјоделците имат бенефит зелена нафта поевтина така и така. А не адхок, тук 3 дена на нафтата се зголеми. И сите го тоа чувствуваме. Наместо такви действија, дела, имаме папирологија со политички предрасуди, обеќаат тие сега сегашната власт го обеќа тоа. Тешко е, точно, тешко е да се досегашната рана зарани. Но немојте да обеќате на народот ако нема можности сега да се тоа направи. А тоа што е сега трагедија, јас просто сум фрапиран, ова сегашна опозиција нито еден момент не се стави во ситуација дека Македонија се формира веќе во една фина номенклатура, признаени од грците, од бугарите. Јас контактите што ги имаме еден пријатен однос со нив. И сега, наместо тоа, на секоја вечер слушаме одредени таков вокабулар од поединци, што е неснослив и неподнослив. И тоа народот го слуша, и сега ако гледате тие емисии што се директно вклучување со народот, тука имаме една рашомунијада. Секој граѓанин на Македонија стана и политичар. Затоа ни се потребни психијатри кои ќе работат и ќе делуваат и тука се тотално тука нема спас дефинитивно. Тоа е најголемата болка за една нација кога секој станува политичар. Ќе се осврнеме, професоре, и на виновата лоза, се уште е чувствителен период за неа. Препорака околу заштитата. За виновата лоза, ние минатата недела рековме, сега е веќе фаза на прецветување. Знаеме дека во Кавадаречко имам контрола дека имаше одредени врнежи од дожд. Врнежите од дожд не се толку обилни и корисни, да ги кажам, отколку што се корисни за убава инфективна генерација на плазмопаравитикола, тоа е пламеницата, и унцинулата, пепелницата. А не помалку и за антракнозата и фомопсисот. Затоа, во овој период на чувствителност и прецветување, каде што гроздот веќе е оформен, каде што стомините отвори се во една отворена форма и можна брза инфекција. Бидејќи ние сега за 24 сата имаме од 8 до 10 сантима растење на ластарот. Значи, за 5 дена, тука веќе повеќе од пола метар имаме пораст нов на ластарот. Затоа, сегашната компатибилна комбинација, стручна, со концентрацијата и дозата која е потребна, која стручњакот треба да ја каже, не оној комерцијалист кој сака да профитира, почнувајќи од оние двокомпонентни препарати за пламеницата, каде што имат и фунгистатички ефекти, мицели имаат, иако е створена инфекција, да ја локализираат, да го блокираат процесот на понатамошни инфективни процеси. И за пепелницата има системични препарати. За гроздовиот молец, каде што го имаме сега од прва, па и до трета и четврта генерација, оние порано испилени ларви, значи, еската, фомопсисот, сегашното прскање е доста важно и е во овој момент за мене клучно за успешна година. И друго, гледам во Кавадарци, со една прскачка ќе го поминам, 200 литра, 400 литра, испод 600 до 800 литра по хектар површина сега, при овој пораст на ластарот кој е над метар, метар и пол, некој веќе ги подкршија ластарите, да не биде. Да не биде формално прскање, правилното усмерување и максималната микронизација на честиците, компатибилноста на средствата и нивно мешање, се равни на успехот. И прскањето, кога гледаме сега времето е нестабилно. Мора прилепител да има. Ние во нашите клиенти кои ги имаме прилепител, каде што збориме дека 6 до 8 часа, иако е тоа 48 сата, најсигурно, кога средството е испрскано и е абсорбирано веќе и влегло во физиолошката функција на виновата лоза, тука имаме 100% сигурна заштита. Ако заврнало, после саат 2, испрскаме, после саат 2 заврнало,
ние мора да знаеме дека немаме квалитетна заштита. И треба да се очекуваат сите инфекции. И ако зависи од сила, од јачината на дождот. Ако е некоја незначителна роса, тогаш нема зошто да се троши, да се употребува, да се пак препрскува. Но, ако е добар дожд, тука повторувањето на прскањето, наредниот момент кога дозволи времето, тоа треба да се изврши. Значи, за виновата лоза ние пак ќе кажеме, бидејќи ова е едукативна емисија, сме на располагање секогаш за секоја лозарска фамилија. Кога има потреба од било каква стручна консултација, бидејќи веќе имам најавување дека пепелницата во одредени места века професоре со гаки ја има веќе пепелницата. Имавме спарно време со мали зголемување на релативно влажност, на запушување на блиските места, пепелницата прва фруктифицира и многу брзо, а сега на грозот, тоа најмалку му е потребно тоа младо зрнце, кое ако го опфати таа пепељаста форма, од тој грозје не бива. Бидејќи ќе го некротизира зрнцето сега и тоа зрнце повеќе нема да расти и ако сака да расти, тоа ќе има пукање, тук ќе после ботритисот и ред други работи. И тоа нема да биде грози. Значи, со еден збор сме на располагање секогаш несебично, без никакви надокнади, да дадеме допринос за успешно одгледување и заштита на виновата лоза во Кавадаречкиот, Неготинскиот, Велешкиот, Свети Николскиот регион, каде што КТВ телевизија има навистина еден широк опсег. Тука предлагам, почитувани гледачи, да го погледнеме снимениот материјал кој што доаѓа како новина од фитофармацијата, а потоа се враќаме со препорака за крај на емисијата. И ова недела овие едукативни емисии со продолжување на овие новитети од фитофармацијата што заслужуваат внимание при одгледување на сите земјоделски култури во Република Македонија. Таквиот серијал од новини се наметнува и како неминовност, бидејќи она што е ново навистина веќе се препознава со онаа помала токсичност, со механизмот на делување, со економските параметри и ефикасноста која постигаат таквите препарати. Затоа ние несебично ќе кажеме дека фитофармацијата при такви услови, кога нуди нешто ново, стручните лица треба да го тоа на еден начин едукативно приближиме до земјоделскиот производител, како тој тоа да го препознае, како тој тоа да го примени во концентрацијата и дозата во која треба да се примени, како тој треба да знае во времето кога треба да го примени и како треба да знае која количина на раствор со квалитетна апликација и микронизација на честиците да го постигне саканиот резултат. Ние ова недела ќе кажеме за не е тоа новост. Тоа ќе можеме да го слободно наречеме супер новост. А тоа е корагенот за кој тек ќе се слушне во практиката на неговата примена. Мора да кажеме дека за она најново за Струмичкиот регион, оние најнови резултати оваа сезона, иако беше специфична, рекоа за тутата, ова е навистина крајно квалитетно решение. Што ние со тек на време сега
ќе го утврдиме точно и во периодите кога против тутата да се оди, бидејќи се работи за еден на вистина лукав инсект кој успева кај многу инсектициди да се прошверцува за да тој успее кај доматите и кај правејќи големи штети. За корагенот мора да кажеме дека се работи за една права супер новост, како што рековме, кој има активна материја која се вика хлорантранилипол. Тоа е една навистина новост на фитофармацијата, која мислам дека со тек на време таа ќе биде и препознаена и како кај голем дел на производители. Што се нуди овој препарат? Корагенот како новост, бидејќи е точно и следната година на големиот испит за прифаќање од тереност, тој како препарат навистина нуди голем на предности. Има супериорна заштита на насадите. Значи, кога збориме насадите, тука немаме селекција, да кажеме, кај некој од насадите. Туку, почнувајќи од виновата лоза за гроздовите молци, продолжувајќи кај овошните насади за јаболкото, продолжувајќи во градинарските култури, кај доматата, каде што мора да кажеме тоа што е многу значајно, да каренцата е само еден ден, значи многу значајна работа, со јак контактен и дигестивен ефект при неговата примена. Што е многу значајно исто така, препаратот е компатибилен во програмата на интегралната заштита. А тоа нешто значи многу, компатибилноста да биде точно во права форма за постигање на одреден квалитет со неговата апликација. Се работи за чисто и нов инсектицид од таа нова генерација, со која се контролираат сите значајни штетни инсекти од лепидоптерите, кои представуваат и најголема група, кои се припадници на многу видови штетни инсекти, кои прават големи штети во земјоделското производство. Значи, корагенот си има свој нов механички дел, механизам уствари на делување на штетните инсекти, каде што постигнува со неговата апликација комплетна заштита против штетните инсекти и е многу селективен за корисните инсекти кои представуваат опрашувачи кај растенијата. Значи, голем дел од истражувањата, досегашните истражувања, кај нас ќе имаме тек по секој од културите нови моменти за нашите специфични услови, како и кога да се применува, покажа дека тој не е штетен за цицачите, не е штетен за птиците, не е штетен за пчелите, не е штетен за црвите и представува еден навистина фантастичен инсектицид кој е сврстан во таа еколошка заштита, бидејќи има многу ниска токсичност и примена со многу мали дози на примена. Што е значајно за корагенот? Кои предности всушност ги нуди? Тој има една фантастична заштита. Прво, има многу брзо делување кај инсектите, што е многу значајно, да тие не обавуваат дел од циклус и да тој стекне некаква резистентност. Ја прекинува исхраната на штетните инсекти веднаш после примената. Заштитата со апликацијата
на насад е долготрајна, значи насадот е всушност безбеден, исклучително ефикасен, со многу мали количини на примена. Што е друго значајно? Тоа што го и рековме. Исклучителни еколошки особини, со кратката каренца рековме, за доматата е само еден ден, и е компатибилен со програмата на интегралната заштита и е поволен токсиколошки со своеврсна екотоксиколошка со изврсен екотоксиколошки профил. Важно што другите секои препарати и го немаат. Важно е тоа што тој има една позитивна особина и е компатибилен и може да се меша и со други препарати. Предаторските форми на инсекти, тој ги штити буквално и тука е една од најважните особини за овој инсектицид. Во поглед на она фоторазграбливост, што е одлика на сите пестициди, на сите инсектициди. Тој при врнежливо време значи е отпорен и за само неколку часа е веќе абсорбиран и нема никаква можност за испирање од дожд и тоа снажно инсектицидно делување и отпорноста од тие фотолабилност, што е одлика на голем дел инсектициди. Тука фотолабилноста буквално ја нема и тука е и успехот да таа долготрајна заштита која ја обезбедува корагенот. Сакаме по-конкретно да го нагласиме тоа дека корисните инсекти ги сочувува, значи нема рушење на оној систем каде што корисните инсекти кај голем број инсектициди веќе ги ништиме. Прво они умираат, па после било кој друг инсект. Значи помага во целосна обезбеденост на поедини корисни инсекти, посебно оние предаторски форми, иако може да се смета дека корисните инсекти потполно можат да ги сузбијат штетните инсекти, но тие имаат потенцијална вредност и може да се контролираат заедно со штетните видови во оквир на програмата на заштита на растенијата. Во согласност со стандардите, значи со таа наша традиционална добра земјоделска пракса, корагенот не треба да се применува кога пчелите се активни. Друго, што е многу важно, потрошувачката на раствор по хектар површина, тоа е многу симптоматична работа. Кај јаболчестото овошје, тука, фаќајќи ги, значи, не само јаболковиот црв, не минерот, не другите штетни инсекти, тој навистина постига фантастичен резултат со, значи, 0,16 до 0,02% концентрација од средството. Тоа значи голема ефикасност со минимални количини. И со потрошувачка на вода во напредната фаза од развојот со 1000 литра вода по 1 хектар површина. За виновата лоза мора да кажеме дека тука тој со правилна примена, иследливост со феромони, одредување на правите моменти за гроздовиот морец, за лобесијата и за амбигуелата, навистина со фаќањето на првата генерација и на временето третирање, ние имаме навистина фантастичен резултат на продолженото пилење, што често пати знае во Кавадаречко, во Гевгелиско, во
Неготинско, Светениколско да држи. И тука ларвите од првиот до третиот ларвен стадиум тој ги фаќа и тоа пилење на гасениците со концентрација од само 0,015 до 0,018 се постига фантастичен квалитет. Но тука мора да се внимава на тоа, во стручно-практичен аспект, да количина на вода во тој интензивен пораст, кога ластерот веќе во добар развој, биде од 1000 литри по хектар и максимална микронизација на честиците и добра турбуленција која го опфаќа целото растение со надземните делови. Кај доматите мора да кажеме дека оние совиците кои знаат да направат голема штета, и тука ќе ја земеме тутата како една од важните проблеми во Република Македонија кај доматите, со примената на корагенот. Ова година голем дел од производители велат: професоре, ние добивме веќе фантастични резултати и следната година корагенот ќе ни биде чистач од тој опасен штетник тута апсолута, но тука треба да се исто така внимава на количината на раствор по хектар површина и примената на концентрација, за која треба секако стручна консултација за моментите на третирање, концентрацијата и дозата и нормално примената на средството во кој период, во која фенофаза од развојот. Бидејќи со превзимање на првичните појави на тутата со оние мамци, ние веќе имаме контрола на присуството, не дозволувајќи да дојде до оној шин на перманентно пилење кое треба да се следи, за да може да имаме ефикасност во сузбивањето на тута апсолута како еден од најопасните штетници во овие неколку години од кај доматите. Компировата златица. Значи, таа е веќе со примерата на корагенот, на вистина имаме фрапантни резултати уште од првата генерација, каде што има еден вистински голем чин на ефикасност кој нешто импресионира со квалитетна заштита на компирот од компировата златица. Таа потрошувачка на раствор, зависно од видот каде што се применува. Тука, ако рековме кај јаболката дека во полниот пораст треба да е 1000 литри по хектар, кај виновата лоза исто така потрошувачка на вода по 1000 литри по хектар. За доматата тука имаме помали количини на користење на на вода, и тоа од 200 до 400 литра е сосема доволно, нормално со добра микронизација на честичките. И карактеристиката за корагенот, само ден пред бербата на доматите, корагенот може да го постигне својот резултат и после тоа да се слободно бере. Така е првичната порака за чистењето на тутата од самиот надземен хабитус на растението. Со еден збор, оваа новост, како првична, да кажеме, во текот на оваа година, наредната година исто така ќе биде секако во игра, и тоа во лозарството, во овоштарството, во градинарството и цвеќарството слободно може да корагенот биде еден прав контролор со голем број на предности
по однос на супериорна заштита на насадите со своите карактеристики и од еколошкиот аспект за кој зборевме и од оние други квалитативни особини кои ги поседува Курагенот 20 SC. Секогаш ги нудиме оние новини кои што се битни за земјоделските производители, за квалитетна заштита, тоа го направивме и со прилогот во оваа емисија. Професоре, сосема за крај порака до земјоделските производители. Таа и сличните такви новости, кои во лабораториски услови ние се трудиме да ги уедноставиме, а се со многу помала токсичност, а се со многу голема ефикасност и економска оправданост, ние секогаш ќе даваме несебичен придонес да фитофармацијата, која веќе го препознава теренот и не оди со оние отрови од прва група, како што беше во свое време. Голем дел од тие отрови се веќе минато. Но таквите нешта, за да успеат, мора стручниот пристап да биде основ. Значи, ново средство што ми е фенофазата во која да се искористи, концентрацијата или дозата, да се запази, квалитетот на прскањето, времето на прскањето, условите под кои се прска. Сите тие сегменти обусловуват да средството, кое е од десетина илјади доктори тестирано и дојдено за продажба и во Република Македонија, со цел да се заштити виновата вода, посебно оној увозен инсект, да го кажеме тута апсолута, за која збориме во овие, каде што буквално тута апсолута стана како целата хемија стави под тепих и автоматски немаше лек за неа. Тука со таа новост се постигна фантастичен ефект. И тука јас мислам дека не друго освен почитта према науката, земјоделските производители да ја препознаат, да се консултираат со стручни лица кои имаат познавање, кои имаат квантумно знаење од тоа. Не затоа што имаме една двојба сега во Република Македонија и тоа мора да еден ден да го обсервираме во некој од емисиите. Значи, Струјница, ако ви кажам, има преку 140 земјоделски аптеки. Дневно, на дневна основа, дали знаете колку пестициди се трошат? А сето тоа е произволно, неконтролирано И на сметка на здравјето на консуматора. И на самиот и на земјоделец. джебот на производителот. Меѓутоа и земјоделецот А страда од тоа кога профитираат поединци, кое нешто на вистина е болно, но вистинито. Тоа сум сведок и затоа апелирам дека не сме против аптеката. Меѓутоа аптеката треба да има рецепт, треба да има права една форма на нападствие за успех во заштитата на производството. Благодарам, професор. Благодарам и вам. На крај сме на емисијата, почитувани гледачи, имајте секое добро со нашата програма.